Хроничната бубрежна болест нема симптоми. Не боли и долго може да остане непрепознаена и таинствена. Поради ова, фокусот е на превентивата и раното диагностицирање. Редовен скрининг на пациентите, што значи има прописи до самите матични доктори еднаш или два пати во годината да се прават редовни лаборатории. На истите тие лаборатории ќе се открие дека има некој дисбаланс во лабораторијата и матичниот на тој резултат може да го упати на соодветно место. Водечки причини за бубрежните болести се следните, потенцираат лекарите. Водечки причини за појава на хронична бубрежна болест или ослабнување на функцијата на бубрезите се дијабетесот, кардиоваскуларните заболувања. Сите тие се причина кои што доведуваат до тивок, да не речам убиец на самата функција на бубрезите. Со самото намалување на функцијата на бубрезите се намалува и нивната можност за елиминирање на урина во одреден процент со нивни застапеност на уреа и креатинин и сето тоа доведува до појава на оштетување на бубрезите. Лекарите предупредуваат дека заболените можат да изгубат и до 90% од бубрежните функции пред да се почувствува било каков симптом. Имаме голем број на пациенти кои што доаѓаат кои што имаат шекер во крвта или скриен шекер, истиот тој е најголема причина за запушување и оштетување на малите крвни садови кои што го исхрануваат бубрегот. И обично пациентите кои што доаѓаат кај нас се со отоци на долни екстремитети, со покачен крвен притисок и истите пациенти треба добро да се исследат, да се доиспитат, да се пратат на дополнителни испитувања кај кардиолог, кај интернист, нефролог и со сите тие резултати се одредува за понатамошна терапија или третман кај соодветен доктор. Во Македонија, во моментов има околу 1500 лица кои се на дијализа.